Добар ден. Вие гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Исмет Рамадани. Добар ден, добар ден. Добар ден. Благодарам што сте тука. Вие сте советник на екс-премиерот Ковачевски за евроинтеграција, председател на Евроатланскиот совет. Говориме најпрво, утре е конститутивната седница на новиот парламент. Мицковски останува да се бори за двотретинско мнозинство и моето прашање е зашто му треба, ако одбива постојано со години веќе, уставните измени да бидат на маса ставени и реализирани конечно. Добро, мислам дека нормално е секој мандатар колку што може, мислам да направи мнозинство која треба за некои системски закони или да не кубори после за 80 пратеници. Не верувам дека сака да обезбеди 80 за промени или измени во уставот, затоа што ќе опстане на таква најава нема такви сигнали, мислам. Нема сигнали, но мислите ли, сметате ли дека можеби ќе го промени мислењето Мицковски? Па знаете што во политиката се е Мицковски можно. ќе се најде пред два предизвика или едниот предизвик е ако продолжи, мислам, од тоа што се случуваше, односно се случи со председателката на државата, и ако продолжи со таков начин и такво однесување кон соседите, односно кон јужниот сосед, мислам дека полека или сигурно влегува во еден вртлог на лоши односи со соседите. Најверојатно тука ќе се дигне тензијата и во Брисел, бидејќи и тие веќе реагира. Вториот предизвик е пред граѓаните како ќе се оправда ако мора да оди на измени на уставот. Јас предпоставувам дека ќе се обиде да најде алиби, веќе ако тргне кон тоа за промени во уставот, но како и да е, граѓаните тоа ќе го, односно тие што гласаа за неговата партија, за неговата влада кои ќе гласат, тоа ќе биде многу прозирно, затоа што таа гаранција нема да биде некоја гаранција што може да се... Иако можеби пиарот, како што знае ВМРО ДПМН, ќе направи се да изгледа тоа дека е нормално, е време и моравме, значи да одиме на промени во уставот и да се оди, пошто најверојатно добро ќе им дојдат овие 6 месеци, како што ги слушаме договорите со коалицијата Влен и со другите, затоа што во Европската Унија се случуваат парламентарни избори. Сега во јуни, да. Да, сега, во исто време во Соединените Американски држави исто така доаѓаат избори во ноември и ќе го искористи овие 6 месеци да направи некој обид за така наречена гаранција, дали тоа резолуција, дали изјава од Брисел, Софија и така натаму. Тоа се, мислам, едно тактичко однесување за да се оправда, затоа што сериозна е задачата сега на Мицковски, има огромно мнозинство и мора да одговори со тоа мнозинство и на сето тоа што го чека како премиер. Веќе не може да се... Заврши еуфоријата за Мицковски. Заврши еуфоријата, доаѓаат задачите кои ќе бидат институционални, државни интереси, а тие државни интереси не ти даваат можност во една ваква ситуација да бидеш 100% да се повикуваш на суверенитет државен.
со тоа дека нели ги слушавме дека ќе ги средат работите внатре во државата. Такво нешто во овој глобален свет веќе не постои. Не може, значи, затоа што посебно ние сме членка на НАТО, влеговме веќе во преговори со Европската Унија и многу атрибути државни, сакаме, не сакаме, мора да бидат и дел на тие асоциации, на тие колективни. Добро. Околу преговарачката рамка, иако инсистира постојано ВМРО ДПМН дека мора да биде променета, заради тоа што, како вела, тоа е бугарски диктат, се намали тој наратив, всушност таа реторика одеднаш и подоцна Силјановска, сега веќе председателка, тогаш кандидатка, говореше дека и баш и не мора да се менува преговарачката рамка. Па најверојатно и така ќе биде. Нема да се менува преговарачката рамка и тие знаеле, али ние живееме во еден, како би го рекол тоа, политички маскембал. Значи, маскирано се кажуваат работите и после тоа имаш сосема друга вистина, кога веќе се ретерира. Преговарачката рамка не се менува и нема да се менува, едина ако се откажеме од членството во Европска Унија. Не верувам дека ќе имаме таква структура или гарнитура политичка во Софија која ќе прифати нешто што за нив и ова е минимум. Тука е прагот што бараат бугарско малцинство да влезе во уставот. Ова ако продолжи со Грција, мислам дека тие двете земји се европски земји во Европска Унија и ако одиме на продлабочување на недоразбирањата, тогаш се разбира дека ние ќе губиме. Мислам во однос на интеграциите, не велам за нешто друго, ќе се најдеме во една изолација, односно ќе се најдеме во ситуација која нема да оди во наш прилог, затоа што ги следам како се движат поместувањата геополитички. Имам одлична информација затоа што редовно ми доаѓаат информации и анализи од Герман Маршал фонд, од Минхенската конференција безбедносна, од Atlantic Council USA. Таму има озбилни, сериозни аналитичари кои ги опишуваат работите и мислам дека треба да ги следиме тие анализи, не да се повикуваме на нашиве површни анализи кои понекогаш се базираат на дневна политика, желбите нашите видувања, собирање на поени политички, партиски. Али кога веќе водиш институции, влада, држава, тогаш немаш право да се повикуваш на анализи кои се од дневната, како што реков, од дневната политика. Имате ли објаснување зошто Влен, иако инсистираше за уставни измени, дури и да бидат на маса и да бидат изгласани, пред формирањето на влада, прилично попушти и станува растеглив тој поим? Кога би се случиле тие уставни? Знам дека ќе одекнува интересно, али ќе го кажам. Мислам тоа дека индиректно Мицковски влегува во коалиција со Албин Курти. Добро. Конците се таму. И не може баш да се надева дека ќе помине лесно и со Влен. Во однос на некои работи кои се однесуваат за албанците, за евроинтеграциите и така натаму, но се плашам дека ќе се најде во ситуација, пошто ви велам најодговорно, може би Албин Курти сака да има придружник во евроинтеграцијата на Косово. И
ќе инсистира да не се оди до крај уценување во врска со измените во Уставот и патот кон Европска Унија, затоа што предпоставувам дека мисли дека добро е Македонија да остане заедно со Косово Во пакет во смитате пакет, а другите веќе тргна и тоа. Албанија да биде изземена и веќе сама да Албанија започне. ќе оди со Црна Гора, најверојатно, пошто се иземи на море, во НАТО, и ние, за жал, малку ги анализираме работите, пак ви велам геополитички, затоа што ќе остане во некоја друштво на така нарешени популисти. Во Србија, во Косово, во Македонија и понатаму да не продолжам, знам, Орбан, Јанша. И Тоа се најдобрите пријатели, конечно. најдобрите пријатели, меѓутоа ваквите си. нивната политика во однос на стандарди европски, демократски и нашиот пат кон овие евроатлански вредности, интеграции, кога велам вредности, мислам на либералната демократија, на слободни медиуми, на слободни човекови Цивилизацијски, демократски вредности, да. Дури денешна вест е, денеска веќе се сретнуваат Шолц и Макрон и заедно сака да настапат против европскиот национализам. Кога велам европски национализам, Особено во парламентот, да, кој се заканува. Да. кој се заканува, значи да можат да направат се да не дојде во ситуација да преовладува национализмот и во Европскиот парламент. Иако за тоа веќе се договараат две најсилни, највлијателни држави во Европската Унија, ние тоа треба да го следиме. Значи, да не дозволиме да се пресликува кај нас нешто што е националистичко, затоа што ние сме кревка демократија, сме мултиетничко општество и сите се тие работи кои мора длабоко да ги анализираме за нашите потези понатаму. Гледате вие самата, веројатно, кај вас во студио не сум го кажал, али за клетвата на председателката. Ќе говориме и за тоа. Да. Имате нешто друго, повелете. Околу уште малку околу влем, велите дека ќе биде, сакате да кажете, доволно толерантни ќе бидат. Слушајќи го Курти, во однос на промените во Уставот, таа толерантност веќе се гледа кај нив. Мислам дека тие ќе се договарат, веќе се договориле првите 6 месеци да не одат на овие измени промени, затоа што, кажа пред малку, ќе се базираат на овие избори Европска Унија, американските САД избори, и така да. натаму, имат малку време да калкулират, односно имат малку време да најдат алиби, дали во Софија, дали во Брисел, за да се оправдат пред гласачите, електоратот граѓаните, собствен, да. Добро, Таравари имаше веќе средба со Ван Хојте, тој е еден од архитектите на Пржинскиот договор. Има веќе македонско-бугарски комисии, никакви информации што на вистина се работи, дали воопшто има некаков напредок. Треба да се верува во нивната работа или и ова е само некаква протоколарна комисија? Добро, сега средбата, Хојте познат во нашата јавност, мислам, он беше во време на Пржинскиот договор. Посебно неговите кажување, односно рапорт, ова извештај во врска со судството, ни даваше и насоки како тоа да се подобри, за да имаме независно судство, меѓутоа се доживеа дебакл и во тој поглед. Во тој поглед, за жал дебакл. Така што дури во судството не би сакал да бидам песимист до крај.
тешко ќе одат работите, затоа што таа е трета власт и дури ако почнеш да зборуваш нешто за нив, тие реагираат, па ние сме посебна власт. Да, како Мицковски што кажа, дека Да, треба да се распушти судскиот суд. И така што треба да внимаваш прво во самите јавни изјавите, настапи. Тие немат некоја критична маса сами во себе да се Реформираат, како би можел сам себе човек да се затоа што и после функционира изгледа се многу информира. години се врзани, еве како што слушаме. Огромна е таа мрежа, распространата. И тука е проблемот, тоа што го кажал 17 век Монтеские, да, нека има власт, значи извршна, законодавна и судска, меѓутоа трите власти треба да соработуваат во интерес на државата. Ова дали соработуваат во интерес на државата, тоа е голем прашалник, затоа што до сега тоа не го видевме. Напротив, затоа што не е интерес на државата да имаме ваква корупција, ваков криминал и сето тоа што се случува во судството. Добро, вие го споменавте новиот фронт, грчкиот фронт кој се отвори практично и сега паралелно имаме два фронта, се шири фронтот на непријатели, ВМРО ДПМН и Мицковски бараат и председателката Силјановска, бараат преиспитување, но не велат дека Преспанскиот договор треба да се искине и да заврши, да се стави крај. Билјана, може би Околу сум одбивањето малку јас на уставното виновен име. со мојата скромност, али понекогаш морам да ги кажам работите, како што вие се рангирате како новинари, се знае која е Билјана Секуловска и така натаму, и други какво новинарство имаме. Меѓутоа, јас со Евроатлантскиот совет и бавејќи се со евроатлантски вредности и критериуми, а нормално со минат труд како пратеник 16 години, во овие земји имам пријатели, луѓе кои се најпрогресивниот дел од општеството, како во Грција, така и во Бугарија. И сега председател на оваа асоциација на 38 земји кои сме со седиште во Брисел е од Грција. И јас имам комуникација редовна, нормална. Да. И исто разговарам и во Бугарија со Соломон Паси и сите луѓе кои се напне. Кога тие најпрогресивните ми велат, внимавајте ве луѓе, внимавајте во таа ваша политика, затоа што ние не мислиме дека сте во право. Меѓутоа не проаѓа кај нас. Затоа што ако правиме ние референдум за вакви прашања, и ние можеме да кажеме, ама народот, референдумот во Грција и референдумот во Бугарија апсолутно нема да ни даде ваква можност, ваков компромис што го имаме со Бугарија и со Грција. Ви велам наискрено. Дури мојот пријател Соломон Паси влијаеше, ако се сеќавате, имаше писмо со подписи на 30 и неколку интелектуалци кои сакаат да бидат на наша страна. Сакам да ви кажам дека треба да се внимава. Мене, дали вие приметивте во изјавата, во заклетвата на председателката, таа нешто не го почитуваше уставното име. Тоа е уставното име, Република Северна Македонија. Таа не кажа ни Република Македонија, туку кажа Македонија. Да кажеш Република Македонија, тогаш Република си има граници, држава. Но Македонија е регион. Да, Македонија и мене, тие пријатели, тоа ми го кажува. Дури јас не знаев дека кажала сама Македонија, после ви гледам, да. И тие викаат, тоа веќе е иридентизам, тоа е веќе претендирање, нели, има Егејска, Пиринска, и таму веднаш се воспалува, мислам, таа политичката атмосфера се, да. И затоа многу ми се добронамерни
Затоа што народот одлучи ваква власт да имаме и нормално ние ќе го почитуваме тоа. Иако, лично да ви кажам, пошто Црвенковски го кажа еднаш, народот има право и кога греши. Така ли беше? Да. Меѓутоа, понекогаш, јас си велам, толку е силна пропагандата во овие времиња, дури и народот не смее баш често да погреши, затоа што се виде дека не сме имале овие 33-4 години баш таква власт за која се одлучи народот, која беше со народот, односно за народ. Но тоа е демократијата, Дали мнозинството демократијата, ние го почитуваме тоа. Да, нема подобар систем од демократијата. Инаку е најлошиот, како велат, систем, но заради тоа што нема подобар... Уште нема подобар. Да. Добро, но Преспанскиот договор не го почитува Грција. Тоа се контрааргументите на Мицковски и на председателката Силјановска. И тоа е факт. Преспанскиот договор не е почитуван од страна на Грција. Да, мислам дека посебно со тие меморандумите Грција не го почитува, меѓутоа се во предност што тие се во Европска Унија и во предност што тие може да го злоупотребат тоа, односно да го употребат ветото, иако јас не ги оправдувам, мислам и кога разговарам со тие мои пријатели таму, навистина е за секакво подценување. Ние уште го гледаме тоа Скопје. Или тоа... И тоа е, да, иритирачки изгледа. Не е добро. Тие премногу се плашат од нивната јавност. Пошто кај нас сепак имаше моменти кога посмело нашите, времето на Заев, посмело одеше во некои работи за доброто на државата. Тие во однос на нивните гласачи, граѓани, плюс Грција не е баш... И пред европските избори, не е баш конечно. секуларна држава. Таму црквата има многу влијание, пошто уште нели и заклетвата се дава пред. И сето тоа, а ние и јас и ти се сеќаваме на тие милионски демонстрации со Тина. Тоа е тоа, колку ќе се рафинираат политички, мислам дека ние подобро е да им влеземе под кожа. Подобро е можеби да се разговара. Знаете зошто? Го слушав вчера, ми се чини, од Вино Жито. Дали беше председателот или... И тој во едно прашање од новинарот дека дали е подобрена состојбата после договорот Преспанскиот, и да. Веќе релаксирана, македонскиот јазик веќе може да се употреби, дури се учи онлайн, дури се надеваат дека може понатаму и првите училишта. Меѓутоа, он си признава дека се уште имаме 3 категории на македонци во наши. Една категорија кои се пореволуционерни и посмели во однос на јазикот на македонштината. Има и таква категорија кои со резерви поради други, дали се лукративни причини. Така што, кога велам да им влеземе под кожа, мислам дека треба да го негуваме тоа се додека ние не станеме членка на Европска Унија. Откако ќе станеме членка на Европска Унија, со исто наше право за вето, или добиваме право за вето. Може да се настапи, да. Мислам дека не само ние што ќе настапиме посмело и по-конструктивно и по-добро, него ќе се, како да ви кажам, ќе се осмелат, ќе се реабилитираат и македонците во Грција, македонците во Бугарија,
да одат чекор понапред во однос на нивните Права. права. Човекови, основни човекови права, да. Се прашувам, а зашто да не играме ние вака дипломатски, политички, да ја постигнеме целта? Да, заради тоа и ве прашав, зошто не седнаа да разговараат Мицковски, кога ќе го добие веќе мандатот, премиерски, односно, ќе седна на таа Јас ви фотелја велам, и од Силјановска. моје искуство ви велам дека секогаш има начин, посебно тој дипломатски, политичка комуникација, Да, повеќе вродува плод. вродува плод и веќе во Грција вродува плод, во Бугарија понатаму ќе вроди. Затоа што не смееме да останеме изолирани, затоа што ако продолжи изолацијата и добивање на пасоши Да. за интерес за да се вработат во Европска Унија, тоа што тие македонци кои живеат во Бугарија, како да кажам, примерот урнекот кај нас не им е добар. Што ти каже обичниот македонец во Бугарија? Абе, кога македонецот од Македонија, од Република Македонија, Република Северна Македонија, се подложува на еден интерес кој на крајот на краиштата е лукративен, односно за добивање на за добивање, тогаш тоа нема да биде добар пример. И сега не е добар пример, И сега не е, да. а понатаму нема да биде никаков Да. пример. На крај сме. Така ги гледам работите. На крај Јас сме. не велам дека сум во право, почитувам други Да, но мисла, добро, тоа е други вашето ставови. мислење. Последното прашање околу лидер на СДСМ. Гледате дека поранешни функционери покажуваат амбиции да седнат конечно на таа лидерска позиција, но тоа се поранешни функционери. Зошто не се појавуваат некои млади, амбициозни луѓе, нови, кои немале воопшто никаков придонес практично во поразот кој го доживеа СДСМ? Прво, Односно, никој од нив не мисли дека има придонес. Дека Социјалдемократскиот сојуз како партија е во нокдаун уште. И ти кога си во нокдаун, во ситуација кога не можеш здраво да мислиш за понатаму, дали се работи за концепт, дали се работи за визија на партијата, И за државата. и за визија, државата, да не јас забораваме. мислам дека не треба да се избрзува таму, затоа што има време. Има време и треба да видат, да најдат прво лидер кој ќе влече. И заради тоа прашувам. Да. Зошто не гледаме амбициозни млади луѓе? Ако избрзат и пак се наметнуваат луѓе кои имале секакви некакви функции во државата. Меѓутоа, не би сакал да верувам дека во Социјалдемократскиот сојуз нема потенцијал интелектуален и политички. Но молчат, оние кои имаат потенцијал, молчат за сега. Молчат, може би не се во право ако се исплашени од ова голема победа На ВМРО ДПМН? на ВМРО ДПМН, затоа што ова е се е менливо, се е минливо. Поразите стануваат подоцна и победи, да. Сега зашто да не се искористи шансата да се почне со луѓе кои се млади, кои се амбициозни, кои се имаат смелост, таа социјалдемократија, затоа што и јас мислам, по убедување и јас сум во демократска, либерална демократија. Но не сте член на СДСМ. Не сум член на ниедна партија, имав една партија и остана со тоа. Мислам дека можат да најдат, меѓутоа тие се знаат да не се мешаме во нивни работи. Добро, ова е анализа. Али анализа е тие малку да им помине ова. Затоа што тежок пораз е, тоа е шок. И во таква ситуација, ако се оди на брзина да се бира председател, мислам, се плашам дека ќе погрешат. Добро. Што ви значи тоа на брзина? Заради тоа што во јуни е конгресот на СДСМ.
И брзо е тоа. Да. Но мора да изберат лидер, ако Ковачевски објави дека се повлекува, дека дава оставка. Добро, кај нив сега мислам дека уште важи по нивниот статут, дека ќе се оди на слободни. Еден глас, еден член, еден глас, или ако се оди по таа, тогаш ќе конкурират повеќе и Може би ќе повеќе, го може најдат би ќе најдобриот. го најдат најдобриот. Затоа што, колку што гледам, баја ги доста се заинтересирани. Да, за добро, тоа се поранешни функционери, заради тоа ве прашав зошто не излезе со некаква амбиција и шелба некој сосема нов, Па и желба и сосема нов концепт. член кој би сакал да биде лидер. И мислам дека ако се оди по ова еден член, еден глас, така беше кај нив, тогаш најверојатно членството ќе одлучи за најдобриот. Би требало така да Би биде. требало, да. Добро. Ви благодарам што бевте гости. Молам. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.